Добар ден, ученици! Јас сум Ирена Фидановска, наставник во Основното училиште Димитар Поп Георгиев Беровски при општина Ѓорче Петров. На денешниот час по предметот работа со компјутери и програмирање за трето одделение ќе обработиме следнава наставна содржина: правила за работа со компјутер. Целта на дадениот час е ученикот да ги препознава и почитува основните правила за работа со компјутер, правилно да користи компјутер, односно лаптоп. Хајде, ученици, да се подсетиме. Какви електронски уреди имате во вашиот дом? Се надевам имате таблет, телефон, телевизор и друго. Колку често ги користите? Се надевам само по потреба, кога имате некои училишни задолженија. Како се чувствувате кога долго време ги користите некои од дениве електронски уреди? Чувствувате замор, главоболка, поспаност и слично. Пред да пристапиме кон реализација на наставната содржина, малку да се воведеме во предмет. Компјутерските училници се простории во училиште, кои ги користат речиси сите ученици и наставници од училиштето. Многу е важно секој од корисниците на компјутерската училница да ги познава и почитува правилата за однесување во училницата и правилата за користење на компјутерската мрежа. Само така компјутерската опрема ќе работи правилно, ќе трае подолго и ќе биде корисна за учење и работа. Во продолжение следуваат неколку предложени правила за однесување во компјутерската училница. Можете да ги користите истите, да дадете нови или да направите своји. Еве, јас ги предложив следниве правила. Да ги проследите. Седни на своето одредено место. Чекај инструкции за работа. Не бриши папка од работната површина кој не се твори. Внимавај на часот и извршувај ги задачите. Пред крајот на часот затвори ги сите програми со кои си работа. Исклучи го компјутерот и врати се на своето место. А сега, драги ученици, ќе пристапиме кон разгледување на сите овие правила поединечно. Првото правило беше: седни на своето одредено место. Многу е важно секој ученик да седи и работи на своето одредено место и на својот компјутер, бидејќи таму ќе му бидат зачувани сите негови изработки кои понатаму ќе ги користи за работа. Второто правило гласеше: чекај инструкции за работа. Бидејќи предметот работа со компјутери и основи на програмирање е нов и со него се запознавме оваа учебна година, потребно е секој ученик внимателно да ги следи инструкциите на наставникот од вклучување на компјутерот па се до завршување на часот. Инструкциите следат последователно и редоследно и затоа е многу важно истите да се добиваат од наставникот се со цел задачите да се завршат успешно. Одиме по следното правило: не бриши папки од работната површина кои не се твои. Никогаш не ги отварајте, ниту пак бришете папките и документите од работната површина кои не се ваши, бидејќи истиот компјутер го користат ученици од различни одделенија и ти имаат своји папки во кои ги чуваат нивните изработки. Одиме на следното правило: внимавај на часот и извршувај ги задачите. За правилно да се изработат дадените задачи, потребно е да внимавате на часот и редоследно да ги извршувате задачите, за да дојде до успешна реализација на поставената цел. Следното правило гласи: пред крајот на часот затвори ги сите програми со кои си работел. По завршување на дадената задача на крајот од часот, секој ученик е потребно да ги затвори програмите со кои работи. Само така податоците ќе бидат зачувани. Шестото правило гласи: исклучи го компјутерот и врати се тивко на своето место. На крајот од часот, секој ученик е потребно да го исклучи компјутерот и да се врати на своето место. Ви благодарам, ученици, за вниманието.